На денешен ден, 12 јуни, – 1691 година, Ахмед II на турскиот престол го наследи султанот Сулејман III. 1759 година, умре англискиот писател Вилијам Колинс, еден од најзначајните англиски лирски поети во 18-тиот век. – 1798 година, француската армија го зазеде средоземниот остров Малта. 1812 година, францускиот император Наполеон Бонапарт на чело на големата армада ја мина реката Њемен и ја започна офанзивата на Русија. 1924 година, роден американскиот државник Џорџ Херберт Бокер Буш, председател на САД од 1989 до 1993 година. 1929 година, родена е Анелис Мари Франк, познато како Ана Франк, чиј дневник стана символ на страдањата на евреите во текот на Втората светска војна, кога германските нацисти плански ги уништуваа припадниците на еврејскиот народ во Германија и во окупираните земји во Европа. 1943 година, кај село Лавци Битолско, во борба против бугарскиот окупатор се самоуби Тодор Ангелевски, меѓу народот познат како Тошо Даскалот, македонски учител и просветител и еден од првите учесници на Народно-ослободителната војна на Македонија. 1945 година, грчка воена единица го опколи македонското село Кономлади, Кустурско, Егејска Македонија. При тоа командантот на единицата ги собра сите жители и со сила ги тераше да признаат дека се грци, но тој не успеа во тоа бидејќи на собраните му изјавија дека се македонци. 1946 година, во Скопје, во борбата за првата фудбалска шампионска титула на Слободна Македонија, се одигра фудбалскиот надпревар меѓу Македонија и Победа, 1:2. Од оваа средба Радио Скопје, односно Коле Чашуле, го изврши првиот фудбалски радио пренос во Македонија. – 1991 година, Борис Елцин е избран за председател на Русија. – 1993 година, Република Македонија стана членка на Меѓународната поштенска заедница. 2001 година, владата на Република Македонија донесе одлука за нормализирање на односите со Народна Република Кина. На 18 јуни 2001 година, Република Македонија и Кина воспоставија дипломатски односи, а истиот ден Република Македонија и Република Кина Тајван ги раскинаа дипломатските односи. – 2008 година, ирските граѓани го отфрлија на референдум Лисабонскиот договор, кој предвидува низа реформи во институциите на Европската унија. Против ратификацијата на Лисабонскиот договор се изјаснија 53,4% од гласачите во таа земја. – 2013 година, почина најстариот човек на светот, 116-годишниот јапонец Џираемон Кимура. На 19 април тој го прослави својот 116 роденден и со тоа се запиша во Гинесовата книга на рекорди како највозрасниот човек на светот.